Добар ден, вести во 18 часот, а во нив ќе гледате. Македонски државјанин, мозок на шверцот на над 300 килограми марихуана, запленети во Солун. Одреден му е 30-дневен притвор. Мицкоски инсистира извештајот за квалитетот на водата во Гостивар да биде објавен. Истрагата може да допринесе да имаме и други кои што исто така би биле вплеткани во овој случај. Драматична ноќ во Зелениково, пожарот стигна до куќите. Во македонски брод се гасне со вода од монтажен базен. Јаневска бара Бадентер да не биде политичка алатка за блокада на клучни закони. Политиката треба да ги тргне рацете од образованието. Од Дуи враќаат, Бадентер не зависи од личната проценка на министерката. Полски автобус се преврте во Унгарија. Десетици загинати и повредени. There were more than 50 people on board the bus. Триесетдневен притвор за македонски државјанин кој бил клучната фигура во мрежата за набавка и транспорт на 325 килограми марихуана, запленети пред 2 дена во Солун, во рамките на меѓународна операција на 3 земји. Обвинителството отвори истрага за случајот во кој тој се сомничи дека го организирал транспортот на дрогата сокриена во бали со рециклирана хартија во камионска приколка. Во Солун беше уапсен уште еден македонски државјанин, Дејан Србиновски. Основниот кривичен суд во Скопје определи 30-дневен притвор за македонски државјанин, осомничен дека бил дел од мрежа за набавка и транспорт на 325 килограми марихуана, запленети пред 2 дена во Солун. Обвинителството го товари осомничениот за неовластено производство и пуштање на промет на наркотични дроги, како и за организирање на транспорт на дрогата, скриена во бали во рециклирана хартија во камионска приколка. Според истрагата, целата шема започнала уште кон крајот на февруари годинава, кога осомничениот набавил товарно возило, а потоа и приколка, кога го договорил и на водниот превоз транспорт на рециклирана пресувана хартија од Македонија кон Турција преку Бугарија. Откако осомничениот ги завршил царинските формалности со товарното возило и приколката ја напуштил Македонија, но наместо да продолжи кон Турција, тој свртел кон Грција и стигнал до Солун, каде приколката била оставена на изнаемен затворен плац. Таму се сретнал со двајца осомничени против кои во Грција се води постапка, а еден од нив се уште не е достапен за органите на прогонот. Дрогата е сместиле во претходно направени отвори во балите со рециклирана хартија, токму на плац во Солун, каде марихуаната и била откриена и заплената. Јавниот обвинител оцени дека доколку осомничениот биде оставен да се брани од слобода, може да се даде во бегство, да ја попречува кривичната постапка со влијание врз соучесници и сведоци или да го повтори кривичното дело. Од тие причини, до судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје беше доставен предлог за определување мерка притвор. Случајот е дел од меѓународната полициска акција Вардарис, во рамки на која пред 2 дена во Солун бе уапсени македонски и косовски државјан. Целата акција е резултат на 4-месечната предистрага на полициските служби за борба против недозволена трговија со дрога на Македонија, Косово и Грција. Премиерот Мицкоски инсистира да биде објавен извештајот со кој се потврдува дека водата во Гостивар е безбедна за пиење. По прозивките на опозицијата, тој вели дека како влада постапиле експресно во кризата во Гостивар. Јана Јосифовска. Водата во Гостивар втор ден е безбедна за пиење, но власта и опозицијата продолжуваат меѓусебно да се обвинуваат кој е одговорен за нејзиното загадување. За премиерот Мицкоски, критиките од СДСМ за состојбата со водата во Гостивар се неосновани и политичка стратегија на опозицијата. Истрагата на МВР и обвинителството за водата во Гостивар вели се уште трае и не се исклучува можноста таа да биде проширена. А владата според него направила робусна акција, го прочистила системот и повторно го вратила во надлежност на општината.
Коментирајќи ги прозивките од СДСМ зошто властите се уште немаат официјално објавен документ со кој се потврдува дека водата во Гостивар е здрава за пиење, Мицкоски е категоричен. Па еве, јас инсистирам да се објави извештајот. Зошто да речеме за прво повиканиот во случајот, тоа е да речеме градоначалникот на општина Гостивар, никако не можете да го сретнете во соопштенијата на СДСМ. Мислам дека истрагата може да допринесе да имаме и други кои што исто така би биле вплеткани во овој случај, односно кои што обвинителството или МВР во текот на истрагата ќе констатира дека имаат некаков удел и учество во сето ова, но исто така сум зачуден зашто истите тие социјалдемократи по допрен глас во минатото има да речеме и други извештаи за неквалитетна вода во Гостивар, но и во други општини низ Македонија, како што се да речеме Прилеп, Крушево и така натаму, кога некои други биле министри, кога некои други биле директори, не поднесат против нив. Од СДСМ пак и денеска прашуваат зошто надлежните одбиваат јавно да покажат анализа или извештај кој гарантира дека водата во Гостивар е безбедна. Која институција направила анализа на водата и какви се резултатите, додаваат меѓу другото од опозицијската партија. Мицкоски се врати од екскурзијата, ама повторно не отиде во Гостивар. Не отиде кај граѓаните кои повеќе од еден месец пија загадена вода. Од Скопје прати експертско уверување дека водата во Гостивар е безбедна и дека водоводниот систем го исчистиле како никогаш досега. После Тошковски и Ангелов, сега и Мицкоски е експерт за чистење на водоводни системи. Но владата одбива да покаже анализа или официјален резултат за водата во Гостивар. За загадената вода со фекалии, Артана Асани, Леон Уредини и Вадевин Дервиши, кои беа на раководни позиции во јавното предпријатие Комуналец, добија 30-дневен притвор. Тие се осомничени дека со одредени дејствија, поврзани со водоснабдителниот систем во Гостивар, овозможиле мешање на загадена вода со водата од системот за пиење. Македонија се бори со 6 активни пожари. Најкритично е кај Македонски Брод. За да се добие на време, таму полициски хеликоптер гаснеше со вода од монтажен базен. Драма синоќа се одвиваше во Зелениково, каде што огнот стасал до куќите. Афродита Рамос има повеќе. Бурна ног за противпожарните сили, кои во текот на денешниот ден се борат со неколку активни пожари низ земјава, од кои најголемиот се наоѓа на територијата на општина Македонски Брод, каде на планински непристапен терен гори нискостеблеста шума. На неколку локации се активирани и ер-тракторите, а според неофицијални податоци се работи за подметнати пожари. Благодарение на овој базен, налетот на хеликоптерот, од фрлањето вода горе во планината до наредното фрлање трае 3 до 4 минути, затоа што горе фрла вода, полни овде вода и повторно полетува. Кога би одел до блиското езеро, до Козјак, тогаш налетот би бил можеби на 15 па и повеќе минути, со што неговата ефикасност ќе биде многу помала. Ангелов очекува до крајот на денот пожарите на територијата на општина Македонски Брод и Крушево да бидат изгаснати, но како што вели, голема е опасноста во меѓувреме да се појават и други пожари. Драматична ног преживеа и жителите на селото Зелениково во близина на Скопје, каде пожарот веќе се доближил до нивните куќи. Жителите со навремена реакција успеале да направат делумна заштита на неколку места, прскајки со вода и сечејки критични грмушки и дрвја. Како што изјави Ангелов, се работи за намерно подметнат пожар, а МВР трага по сторителот. Интервениравме навремено со возило на општина Зелениково, пристигнавме на лице место, дополнително ги повикавме и доброволното противпожарно друштво Зелениково. Со заеднички сили, со нивна помош, успеавме да го спречиме пожарот да не се рашири до најблиските куќи. Освен учеството на редовните противпожарни сили, ангажирани се доброволните пожарникарски друштва, поради кои, како што потенцираат од ДЗС, пожарите полесно се ставаат под контрола. Мапата на инфицирани со западно-нилска треска од вчера се прошири и на Рачиново. 61 годишна жена од оваа општина е меѓу трите ново потврдени случаи, со што бројот на заболени се искачи на 34. Сања Трајковска, Ставров.
Вирусот Западен Нил се шири низ скопските општини каде што досега немаше ниту еден потврден случај како што е Рачиново, па поради последната лабораториска потврда со која се детектирало западно-нилска треска кај жена на 61 годишна возраст и таму Центарот за јавно здравје синоќа прскаше против комарци. Епидемиологот доктор Љузиме Бајрами вели дека денес нема ново потврдени случаи, а со последните бројката се искачи на 34. Прв случај, жена на 60 години и 61 година возраст е од Рачиново. Рачиново е направено комплетно општина Рачиново. Вчера е направено адултицидна терористичка дезинсекција. Пред 2 дена се на 11-12 направено ларвицидна во општина Кисела вода на Рчитово Драчево, видечи повеќе случаи се од таму. Терористичка адултицидна дезинсекција на 13-14 е направено исто така во подрачјата кај што имаме пријавени случаи на Вестнајл. Најголем број од пациентите со тешка форма на болеста се од Драчево, а епидемија е прогласена и во Бутел, Кисела вода, аеродром и Линден и Газибаба. Од локалната власт велат дека се превзимаат сите чекори за заштита на населението, особено во општините каде што веќе алармот е вклучен. Веднаш по добиените информации дека е прогласена епидемија на западно-нилска треска во повеќе скопски општини, вклучително и Газибаба, направивме координативен состанок со сите надлежни институции, тука пред се спомнам Центарот за јавно здравје, со кој што преземаме 2 акции во изминатите неколку денови. Првично беше механичко прскање во сите оние каналски делови што беа посочени како жаришта на комарци, а дополнително во наредниот ден направивме механичко прскање во сите населени места на територија на општина Газибаба со цел да превенираме делување или ширење на оваа зараза кон граѓаните. Навистина сметам дека алармантно реагираме на целава ситуација. Јас сум во контакт и со Министерството за здравство и што е добро за нас, досега нема некој жител што има посериозни здравствени последици од аспект на уботот комарец. Поред последните официјални податоци од инфективната клиника, од 20 на граѓани што се хоспитализирани, 7 се борат за живот, односно се приклучени на апарати за дишење. Досега вирусот Западен Нил зеде 2 човечки животи. Јаневска бара Бадентир да не биде политичка алатка за блокада на клучни закони. Политиката треба да ги тргне рацете од образованието. Од Дуи враќаат, Бадентир не зависи од личната проценка на министерката. Инфлацијата во Македонија е значително помала од просекот во Европската Унија, а земјава е втора во регионот според ниски трошоци за живот за месец јули, вели премиерот Мицкоски. Тој направи споредба со периодот од пред 4 години, кога, како што рече, инфлацијата била двоцифрена. Ако анализирате 12 земји од регионот, почнете од Словенија, преку БиХ, Хрватска, Црна Гора, Косово, Албанија, Србија, Романија, Бугарија, Грција, Турција, Македонија, сите земји анализирајте ги овие 12-тина. Во истиот месец јули 2022 година само 3 земји биле позади нас. А тоа се во тоа време биле Турција, Романија и Бугарија. Сега сме втори, сите се позади нас. Ако тога сме биле 9, сега сме втори. Тоа е разликата меѓу оваа влада и таа влада. Тогаш во јули месец инфлацијата била над 14%, мислам 14,7, така нешто. Сега е 2,3. На изјавата на премиерот реагираа од Социјалдемократскиот сојуз и од таму прашуваат зошто Мицкоски постојано во медиумите ја споредувал економијата со 2022 година. Кога денешната состојба ја споредуваш со најлошиот можен период во поновата економска историја, секој резултат изгледа како огромен успех. Изјавите за намалена инфлација, објавите на статистики и графиконите што Мицкоски ги црта на табла, се наменети исклучиво за пропагандни цели. Ниту еден збор, ниту графикон не може да го убеди граѓанинот дека живее подобро. Народот чувствува и живее многу полошо, велат од СДСМ.
Министерката Јаневска очекува да надвладее разумот и Бадентеровото мнозинство да не се користи како алатка за да се блокираат трите закони за високо образование кои се заглавени во собранието. Од ДУИ возвраќаат дека примената на Бадентер не зависи од личната проценка на Јаневска. Политиката да ги тргне рацете од образованието, вели Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Откако законите за високо образование, научно-истражувачка дејност и за квалитет во високото образование и науката стигнаа до прво читање на собраниска расправа, но се блокирани од албанскиот опозицијски блок, без кој не може да се обезбеди Бадентерово мнозинство. Бадентерот е уставна одредба, но дека не треба да се злоупотребува како што имало случаи во минатото и постојано тврдам дека политиката треба да ги тргне рацете од образованието и тоа е точно. Да, точно сум кажала дека лично сметам дека во овие три закони кои се предадени во собранието нема нешто што би можело да пречи за да бидат изгласани и со Бадентер, како што е редот. Денеска од опозицијската ДУИ реагираа на изјава на министерката, во која зборувајќи за овие три закони неодамна појасни дека се блокирани од, како што рече, алатка за заштита на правата наречена Бадентер. Но како што посочи, овие три закони се од мериторен карактер и не влегуваат во проблем во кој правата на малцинствата би биле загрозени. Од ДУИ побара извинување од министерката и повлекување на изјавата дадена пред 10 дена, бидејќи како што тврдат, таа бара селективна примена на Бадентерот. Изјавата на Министерката за образование Весна Јаневска представува директен напад врз еден од столбовите на Охридскиот договор. Јаневска го нарекува Бадентер алатка. Бара тој да не се применува таму каде што таа и владата сметаат дека не треба. Уставот не и дава такво право. Уште попонижувачки е тоа што во контекст на блокадата од албанските пратеници, Министерката зборува за албанците како за мала заедница. Јаневска ги негира обвинувањата на ДУИ дека ја нарекла албанската заедница во државава мала и според неа реакцијата е избрзана. Таа дополни дека очекува кон крајот на август да биде свикана собраниската седница на која ќе продолжи расправата за законите. Од Социјалдемократскиот сојуз обвинуваат дека инспектори од Државниот просветен инспекторат периодов спроведувале хајка кон директори на училишта, кои како што велат не биле партиски послушници и им бил вршен притисок да си дадат оставки. Прашуваме. Дали едни исти двајца инспектори, Мирјана Насковска и Тони Илиев, во повеќе училишта спроведуваат вонредни инспекцијски надзори по преставки со слична или идентична содржина? Дали врз директори од основни и средни училишта се врши притисок да поднесат оставка или да се откажат од функцијата пред истекот на нивниот мандат? Дали власта на Мицковски врши политичка операција за чистење на кадри, неподобни директори и поставување на партиски послушници? Реагираа од Министерството за образование. Обид за манипулација со јавноста е тврдењето на Социјалдемократскиот сојуз дека инспекцијските надзори се користат за политички пресметки и разрешување неподобни училишни директори. Структурата на Државниот просветен инспекторат е идентична како во времето кога тие управуваа со институцијата, но тогаш не ги споменуваа имињата на истите инспектори, кои денес се обидуваат да ги оцрнат. Секаде каде што ќе констатираат неправилности се преземаат соодветни мерки, а најверојатно е како оваа политичка партија секогаш застанува во одбрана на противзаконското работење и поддржува непочитување на правниот систем, се вели во реакцијата. На крајот една информација од земјава. Јавно објавени фотографии и видео на кои се гледаат лица во костими за капење, како се качуваат по надворешниот зид на потонатата црква Свети Никола во Маврово, предизвикаа бура реакција на социјалните мрежи. Авторот на објавата вели дека станува збор за претежно странски туристи кои пристигнувале организирано со комбиња и се качувале директно во објектот, при тоа облечени несоодветно за црковен простор. Она што е особено загрижувачко е што ваквото однесување може да доведе и до оштетување на самиот објект. Реагираат многу граѓани и ги повикуваат надлежните да реагираат за да се заштити едно од најмаркантните објекти во Маврово и во Македонија.
Ви благодарам на довербата и ви посакувам убав ден со нашата програма.